Метео Велес. Метео Велес, 11 мај 2019 година. Со оглед на тоа дека денес имавме убаво време и можеби некаде приближно летни температури, во текот на утрешниот ден и наредните денови се очекува поголема дестабилизација на временската состојба, навлегување на циклонска активност, кој што ќе услови локални врнежи грмотевици, некаде и појава на невреме. Попрецизно, за и околу временската состојба, веќе се потрудиме заеднички да направиме една прогноза со Управата за хидрометеоролошки работи. Од другата страна на телефонската линија ја имаме дежурниот метеоролог Костадинка Аршовска. Костадинке, добар ден и среќен ден, убав ден. Добар ден. Се надевам дека ќе направиме една заедничка прогноза како би било времето во текот на наредните денови. Граѓаните повеќе ги интересира не само Велес, туку и пошироко Македонија. Па да, и вие спомнавте, значи од утре веќе подрачјето на Македонија потпаѓа под влијание на циклонска активност и ќе има серија на влажни воздушни бранови кои ќе се менуваат значи во наредните денови веќе од утре попладне и во текот на речисите наредна работна седмица. Времето ќе биде со зголемена облачност, нестабилно, на повеќе места ќе има и обилни врнежи од дожд. Очекуваме на повеќето места на наврнат над 50 литри на метар квадратен, а во крајните западни и источни делови и над 70 литри на метар квадратен. Зборувам за целиот период додека има врнежи. Глобално за цела држава. Така да. И локално процесите значи ќе бидат и поинтензивни во форма на невреме со грмежи, со силен ветер, а пак има и услови за појава на град. Ако се вика вака сега, накратко бидејќи по порталите, така да кажам, некако апокалипсисни објави кажуваат, како да кој знае како невреме ќе има. Нормално се овие процеси за овој период од годината, но сепак треба да внимаваат граѓаните нели на отворено кога има такви добро. Да, нормални се, меѓутоа сепак точно е дека се очекуваат поголеми количини на врнежи, особено во овие делови кои што ги споменав. Тука имаме ни од УХМР издадено и хидролошка најава, значи каде би можеле да се... Најверојатно и метеоалармот би се зголеми, да речеме портокалова фаза. Да, за од понеделник натаму ќе го ажурираме метеоаларма, точно. Така што треба да се внимава сепак, значи што ќе има повеќе врнежи за краток период, доколку наврнат, значи може да има и некои последици. Најверојатно и после овие врнежи би требало за еден ден малку да има изголемување на речните корита. Можно е некаде да има и излевање на речните корита. Спомена веќе има хидролошка информација и таму се означени на кои сливови треба да се внимава. Тука пред се значи во западните делови, југоисточниот дел и делот околу Кожух. После овој период, според овие модулни системи што ги гледам, најверојатно некаде од петок натаму би требало малку да има стабилизирање на временската состојба и пораст на температурите. Дали се служувате вие со тоа моја прогноза? Да, така од петок натаму, значи ќе има затоплување и стабилизација на времето, но ќе видиме, ќе следиме колку тоа ќе трае. Така. Костадник, јас ти благодарам за оваа исцрпна и детална анализа и се надевам дека граѓаните и на Метео Велес и УХМР ќе бидат задоволни. Секој добро и во секоја наредна прилика кога има вакви промени, ќе се работуваме. Благодарам и пријатно. Пријатно. Метео Велес.